Јас ви благодарам што одвоивте време за овој разговор со оглед на тоа дека прв пат се вклучувате и има можност да ги поздравите слушателите на Плей Радио во Струга. Ви благодарам, голем поздрав до сите слушатели и ми представува чест и задоволство што сум денес со вас на линија. Така, актуелен е италијанскиот шампионат на Имола, каде што го освоивте второто место. Честитки за новиот успех. Кажете ми, кои беа вашите лични очекувања и како се одвиваше за вас лично таа трка? Морам да кажам едноставно дека беше еден напорен викенд пред се поради целата ситуација која се одвива во цел свет околу оваа пандемија. Едноставно влезот во Италија ни беше отежнат, морам да кажам. И со крајни наполи и сили, јас и мојот тим, дел од мојот тим успеавме да влеземе во државата и едноставно без дополнителни тренинзи и сите оние припреми кои што се потребни за да учествуваме на тоа на едно такво престижно натпреварување, успеавме да конечно стигнеме во Италија, да извозиме и да се качиме на пиедесталот помеѓу 24 најдобри автомобилисти во Италија. Така, на тркачките патеки се вративте кон крајот на јули токму поради пандемијата со COVID-19 која што ја спомнавте. Имавте голема пауза, па во овие услови сега и после овој успех кој што верувам ви им даде мотив за целосно враќање, кој е вашиот следен предизвик? Не можам да кажам, значи едноставно бараме солуции да видиме во на кој натпревари можеме да отидеме. Ќе видиме, следна трка е на 18 овој месец во Италија, Валелунга, во близина на главниот град на Италија, Рим, и се надевам дека ќе успееме да бидеме таму. Верувајте дека оваа ситуација, оваа пандемија направи нешто што никој од спортистите не го посакува и е многу тешко да се одржи во форма секој спортист, а поготово ние автомобилистите, бидејќи во Македонија апсолутно немаме никакви услови за никакви тренинзи. Така, кога сме веќе кај сите предизвици, после толку успеси, труд и посветеност, имате ли вие неостварен сон на професионален план? Па, неостварен сон не би можел да кажам, но се стремам секогаш да бидам на пиедесталот на оние трки на кои што настапувам. Секако имам неостварени желби да се пробам во рели дисциплината, која што ќе биде мој следен предизвик во наредните години и можеби светскиот шампионат со кој што едноставно би ставил црта на мојата кариера, но за тоа се уште рано, имаме долги години пред нас и се надевам дека ќе оствариме уште големи и добри резултати за како за мене, така и за нашата држава. Така, пред малку ги споминавте условите во Македонија кога станува збор за автомобилизмот. Ајде да направиме една паралела на тоа како вас ве доживуваат како автомобилист во Македонија, како во странство и од друга страна, има ли во земјава други млади луѓе кои што сакаат да се занимаваат со автомобилизам и како нивен идол вие да ги потикнувате на успеси или некако ќе останете единственото име? Поредбата е многу голема, верувајте, некако во светот, во Европа, поготово во Италија, автомобилизмот е на едно многу високо ниво и можам да кажам дека кремот и лунката на автоспортот е токму во Италија од цела Европа. Верувајте дека се тоа најдобрите автомобилисти, можам да кажам, во Европа. И многу е големо значењето од моја страна дека тие врвни автомобилисти и тие врвни тимови не ценат многу повеќе и верувајте дека стварно не респектираат. Иако доаѓаме од мала држава, иако сме мал тим во споредба со нив, верувајте дека имаат страф и дека во нивните очи и во нивните мисли да делуваме многу поголемо дури и од нив. Како што кажете за млади возачи, Македонија е релативно на Балканот, зборам, една од најдобрите држави кои што имале историја во автомобилизмот. Сме имале стварно многу добри автомобилисти во минатото, но за жал никој не се истакнал на ова ниво на кое што сум дошол јас во моментов и на кое што се наоѓам, зборам за европските трки. Но, не знам, би им дал совет на младите кои што се натпреваруваат сега да бидат истрени, да секогаш се стремат кон она што го сакаат и да не се откажуваат. И во мојата кариера имало многу тешки моменти, имало моменти кои што сакам да сум се откажал и на финансиски, и од финансиски аспект, и од психички аспект, но ете сум издржал и
после тоа доаѓале победи и овие резултати кои што следуваат во моментот. Така, вие сте вистински доказ дека желбата, карактерот и истрајноста ги носи резултатите. Вие сте инаку половина стружанец и верувам дека имате време да го посетувате родното место на вашата мајка приватно. Кажете ми, како се релаксирате со оглед на тоа дека се занимавате со спорт, односно дисциплина која што ве држи под постојан адреналин? Струга ли е една од тие локации каде што имате време за одмор? Дефинитивно, значи Струга е местото, не само Струга, јас сум по мајка по потекло од Струга, меѓутоа по татко сум по потекло од Горна Белица, што е исто Струшко. Верувајте дека тој предел таму Струга и Горна Белица ми се местото каде што ги полна моите батерии заедно со моето семејство и секој можен викенд и секое можно слободно време кога сум во државата, дефинитивно нашата релација е Струга и Горна Белица. Ме радува што имам корени токму од таму, би ги поздравил сите стружани. Се надевам дека во иднина некој од токму од Струга ќе искочи некој автомобилист, зашто да не, пошто знаеме дека имаме спортисти, поготово во ракометот, кои што биле големи имиња во нашата држава. Се надевам дека можеби некој од автомобилистите ќе искочи токму од тој град и ќе ги наследи сите оние мои успеси што ги имам направено. Така, Игор, јас ви благодарам, ви посакувам уште многу успеси, ќе имаме уште многу поводи да разговараме. Верувам дека ќе имаме можност да ни бидете гостини физички тука во студиото на Play Radio, но што е важно дека не само за автомобилизмот, туку вие можете да бидете пример и мотивација за кој било спорт за сите оние кои што сакаат да се посветат на нешто комплетно и да постигнат такви успеси. Ви благодарам на убавите зборови, поздрав до цела Струга, поздрав до вашето радио. Ќе ми биде задоволство во прва прилика кога ќе бидам во Струга да се видиме и да поразговараме на многу други теми што ќе ги интересираат нашите сограѓани. Така, го слушнавме Игор Стефановски Иџе, сега продолжуваме понатаму со одлична музика на Play Radio.